Имам една молба до вас. За да може да не собере сите браќа и сестри со наум да бидат денес тука, ќе ве замолам да се придвижиме малку во правецот на градска болница, за да пристигне следната тура народ.
Почитувани браќа и сестри, македонци по род и државјанство, да ја поздравиме националната химна. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата во изведба на маестро Игор Дурловски и Андријана Јаневска. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правди. Своите правдини. Отново сега знамето себе на Крушевската република. Гоце Делчев питугули, Даме Груев Сандански, Гоце Делчев питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонски шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободно живе. Македонија слободна, слободно живе. Почитувани браќа и сестри, македонци по род и државјанство, од 27 февруари до 27 април 2017 околу 200.000 учесници во движењето за заедничка Македонија во Републиката и меѓу македонците во светот протестираа за одбрана на унитарноста и државноста, против двојазичноста и федерализацијата, во одбрана на името на државата и идентитетот на нацијата. Неприфатливо е учесниците во движењето за заедничка Македонија да бидат осудени за кривично дело
терористичко загрозување на уставниот поредок и безбедноста, а терористите од војната 2001 да бидат дел од законодавната, извршната и судската власт. Патриотите не се терористи. Тие се родолюби. Има разлика. По повод годишнината од настаните во Собранието на Македонија на 27 април 2017 македонците по род и државјанство во светот и татковината се единствени и обединети во организацијата на овој се македонски народен протест, демократија во Македонија и слобода за уставобранителите. Ова е борба за правда, борба за татковината. Ова е борба за победа и слобода на македонците и за Македонија. Бараме слобода за Јане Ченто, осуден на 15 години затвор. Горан Чангеловски, осуден на 12 години затвор. Игор Југ, осуден на 12 години затвор. Вилијам Михајловски, осуден на 14 години затвор. Младен Додевски, осуден на 12 години затвор. Владко Трајковски, осуден на 15 години затвор. Оливер Поповски, осуден на 13 години затвор. Оливер Радулов, осуден на 10 години затвор. Мунир Пепич, осуден на 15 години затвор. Митко Пешов, осуден на 15 години затвор. Митко Чавков, осуден на 18 години затвор. Никола Митревски, осуден на 15 години затвор. Абдулфеда Алини, осуден на 7 години затвор. Николче Димитриевски, осуден на 10 години и 6 месеци затвор. Коста Делов, осуден на 10 години и 6 месеци затвор. Оливер Ошаковски, осуден на 10 години и 6 месеци затвор. Александар Јаневски Тошта, осуден на 13 години затвор. Кире Ѓорѓиевски, осуден на 13 години затвор. И Горан Ѓошевски, осуден на 15 години затвор. Скупно 268 години и 6 месеци. Поради велепредавството на името на државата Македонија и идентитетот на македонскиот народ, со договорот Заев-Борисов од 1 август 2017 и спогодбата Димитров-Коцилјас од 17 јуни 2018 година. Поради суспензијата на референдумот од 8 септември 1991 и референдумот од 30 септември 2018, поради чудовишниот криминал и корупцијата, поради политичката, здравствената и економската криза во Македонија, поради сиромаштијата и емиграцијата, поради мафијата која владее со нашите животи, поради непријателската трансформација
nacija, ne jedna suverena država, go kriminalna teritorija. Pоради антимакедонизмот во сите сфери, бараме распуштање на собранието и предвремени парламентарни избори заедно со локалните избори година. Избори! Браќа и сестри, се извинувам за мојата возбуда и превид. Уште едно име кое не сме да биде заборавено. Душко Лазаров, осуден на 15 години затвор. И Никола Војниновски, 13,5 години. Бараме оставка од владата. Бараме безусловна слобода на уставобранителите од 27 април 2017. Слобода! Маестро Игор Дурбовски и Андријана Јановска ќе не почестат со песната Заветна.
Маестро Игор Дурловски ќе ја прочита декларацијата за слобода на уставобранителите. Маестро, повелата. По повод настаните во Собранието на Македонија на 27 април 2017 година, македонците по род и државјанство во светот и татковината, единствени и обединети на семакедонскиот протест демократија во Македонија и слобода за уставобранителите на 25 април 2021 година во Скопје, пред Собранието на Македонија ја објавува следнава декларација. Најостро ги осудуваме политички мотивираните обвиненија за терористичко загрозување на уставниот поредок и драконските казни на неправедно осудените за настаните во Собранието на Македонија од 27 април 2017 година и бараме нивно безусловно ослободување од натамошно извршување на казната и нејзино бришење. Бараме Врховниот суд на Македонија да ги поништи пресудите против сите од настаните во Собранието на Македонија на 27 април 2017 година и да го обнови судењето поради дополнителни докази за лажни изјави на сведоци и селективен избор на докази и сведоци против обвинетите. Подсетуваме дека инволвираните во настаните во Собранието на Македонија од 27 април 2017 година беа испровоцирани од флагрантното кршење на Уставот на Македонија, законите и собранискиот деловник при изборот на председател на Собранието и пеењето на химна на друга држава во Собранието, на годишнината од масакрот кај Велице врз припадници на вооружените сили на Македонија во војната 2001. Најостро ги осудуваме пратениците кои ги отворија вратите за влез на народот во Собранието, а за ослободување од обвинението извршија велепредавство. Гласаа за уставните измени, за промена на идентитетот на македонскиот народ и името на државата Македонија, што не беше прифатено на референдумот одржан на 30 септември 2018 година и е во спротивност со референдумот од 8 септември 1991 година. Бараме праведно судство и независно јавно обвинителство, ослободени од партиски влијанија и притисоци, а не во злосторничко здружение со владата против човековите права и слободи и правниот поредок на државата. Бараме одговорност за судиите и јавните обвинители кои нестручноста и несовеста ги прави недостојни за вршење на функцијата. Оваа декларација се доставува до председателот, Собранието и владата на Македонија, политичките партија, здруженија на граѓани и верски заедници во Македонија, Обединетите нации, Советот на Европа, Европската унија, НАТО, ОПСЕ и странските амбасади и мисии во Македонија. Ви благодарам. Браќа и сестри, гласот на народот треба да биде слушнат и почитуван. Јас ќе искористам оваа прилика да споменам уште една жртва на ова безумие кое што не сардиса. Тоа е покојниот Саздо и правдата за него. Правда за Саздо! А сега дозволете Андријана Јаневска со песна за Пелетоше.
Денес е цветници, во спомен на влегувањето на Исус во Ерусалим, недела пред Великден. Како што Исусовите ученици и следбеници со цвеќе и врбови гранки му го постилале патот, така и ние го постиламе патот до победа и слобода на Македонија. Покажавме дека кога македонците по род и државјанство од сите делови на Македонија во светот и татковината се единствени и Господ е со нас и со Македонија. А сега ја имам честа да го прочитам поздравното писмо од организаторите до Семакедонскиот протест. Почитувани браќа и сестри, македонците од сите делови на Македонија во целиот свет ви упатуваат искрени и братски поздрави со пораката: борбата за македонците и за Македонија продолжува до конечна слобода и победа. Независно од сите разлики меѓу нас, повикуваме на семакедонско помирување и обединување за слобода и демократија во Македонија. Бараме безусловна слобода за уставобранителите од настаните во Собранието на Македонија на 27 април 2017. Загрижени сме за криминалот и корупцијата на марионетската влада на Зоран Заев, загрозените човекови права и нарушената правда во Македонија. Ја помагаме татковината и сакаме просперитетна, развиена држава со богати по род и државјанство македонци кои си ја сакаат државата Македонија. Македонците од сите делови на Македонија во светот се неотуѓив и нераскинлив дел од македонскиот народ. И затоа заедно сме и денес со нашите сестри и браќа да побараме предвремени парламентарни избори со локалните. Бараме нова влада која ќе ја врати правдата и довербата, редот и поредокот во државата. Заедно бараме слобода за уставобранителите. Поради велепредавството на нацијата и државата, бараме оставка на владата и раскинување и поништување на сите штетни договори во спротивност со националните интереси на македонскиот народ и Македонија. Надвор од границите на Републиката живеат неколку милиони македонци. Може различно да размислуваме, но сите сме деца од иста мајка. Мајка Македонија! Останете со здравје и да бидеме единствени и обединети. Слобода за уставобранителите од 27 април 2017. Слобода за Македонија. Божи благослов за вас и за Македонија. И повторно ќе не почести Андријана Јаневска со своја на своето. Ajde svi da zajedno!
Благодарност до Ниче Димовски за големото македонско сонце кое не грее и на овој семакедонски народен протест. Благодарност до сите политички партии и здруженија во Македонија, до сите македонски заедници и организации во светот за организацијата и учеството на овој семакедонски протест. Не чека борба за голема победа и слобода на Македонија. Слобода на уставобранителите од 27 април. Слобода! Никогаш северна, само Македонија. Да живе Македонија! Носете го во срцата, браќа и сестри, бидејќи часот за нашата разделба денес дојде. Продолжуваме! Сечам се. Voglio una cosa da prima.